Со посебно средство се дезинфицираат сите возила кои влегуваат и излегуваат од Демиркапија. Надлежните започнаа со превземање на низа мерки за да се спречи ширењето на болеста чвореста кожа која е откриена во една од фармите во оваа општина. На собствениците им се препорачува да го забранат влезот на фармите, да постават огради и комарници за да се заштитат животните од убоди од инсекти кои се најчести преносители на болеста. Вршиме дезинфекција на покрај, значи мерки што се преземат на фармите, сите околни фарми, вршиме дезинфекцијата на возилата како би се спречило пренесување на болест, значи излез, ајде да речеме од ова подрачје и би се расширило на други терени. Самото име на болеста говори и за симптомите што се појавуваат најпрво на главата и вратот на животното и се показатели дека би можело да е заразено. Според ветеринарите, потребно е фермерите постојано да ја следат здравствената состојба на животните. Болеста не е опасна за луѓето, но појавата на истата предизвикува огромни економски загуби. Се појавуваат чворови на кожата, посебно на главата, вратот, кај вимето, зголемена температура, зголемени лимфни чворови, саливација. Така, значи тоа е болест која лесно се препознава и самите фармери може да воочат. Болеста се пренесува пред се преку вектори и се пренесува само на животните, односно на животните од видот говеда. Не е опасна за другите видови животни и луѓето не заболуваат. Значи болеста е опасна затоа што може да предизвика големи економски штети. Дезинфекцијата е само една од биосигурносните мерки кои поради појавата на болеста чвореста кожа ги наложи Агенцијата за храна и ветеринарство.